Утре се празнува Рамазан Бајрам, кој е еден од двата најважни празници во исламскиот календар. Аузу биллахи минаш шејтанир раџим, бисмиллахир рахманир рахим. Драги мои браке и сестри, најнапред нека е Божиот мир и благослов на вас. Честитки за нашиот празник. Се молам на семокниот Бог овој Бајрам да донесе мир, правда и милост на нашата земја, нашата нација, светот, исламот и целото човештво. Рамазан Бајрам е празникот на раѓањето на исламот. Сите ние пред еден месец станавме членови на едномесечно рамазанско училиште и заедно добивме многу добро образование во ова училиште. Еден месец се будевме дел од ноќта, прававме сахур и постевме 16 часа за Бога. И овој Рамазан, како и секогаш, секој дневно ги поставуваме трпезите за постите, сиромаштите и сираците. Можеме да им помогнеме на децата без родители и сирачиња колку што можевме. Во нашата џамија немаше недостиг од џемат, кворум во текот на целиот месец се одржува искрени богослужби и молитви. Во однос на обичаите, тие се почитуваат од страна на верниците, со цел да се шири љубовта, милоста и вербата. Кога ќе дојдат празниците, разделените се помируваат. Луѓето се одат на гости, малите им ги бакнуваат рацете на постарите, а утрото на празникот не забораваат на нашите починати и ги посетуваат нивните гробови и се молат за нив. За Рамазан Бајрам се спрема баклава или други сладки десерти од турската кујна, а за самиот празник децата одат по куките, бакнуваат раце на постарите, добиваат сладки и финансиски подароци и следува 3 дена празник Рамазан Бајрам. Го молам семокниот Бог да има многу среќни празници во мир, милост и изобилство. Нека радоста и мирот на празниците никогаш не ги напуштат нашите срца. Божиот мир, милост и благослов нека бидат повторно со вас и со нас. Исто така утре, 10 април, ден среда, е неработен ден за сите граѓани во државата, соопштија од Министерството за труд и социјална политика, воедно честитајќи им го празникот Рамазан Бајрам на сите граѓани од муслиманска вероисповед.